зоќе, му остави на таче аманет да им го дигне. Мислам, личниот доход на дел од народот на 18.000 месечно. И овој им го дигна. Ама како маќеана во пепелашка, на едни дава, на пепелашка не дава. Пусти таче, толку знае од економија. Впрочем, и тоа докторатот никако не може да му го најдат во Црна Гора. Но не се такви се црногорците, тие многу полека бараат. Они се темелни која бараат, зато не може да му го најдат. Иначе, да беа некој англичани, американци бе за 5 секунди ке му го најде докторатот. Ама црногорци се... Чоче, јебем, оца му јебем. Бараат, нон-стоп. И тоа изгледа барање ќе потрае некоја година. Па сега, покрај доходот се дигна и бензинот, и парното, и струјата се дигна. И се што можете да видите и да допрете со вашата платежна картичка, нели, ако не ви е блокирана. Многу јак потек на тачеве, многу јак потек. Се вратија дури и гастербајтери од Германија. Дури еден цел се врати еден, комплет. Со раце, со нозе, со трепки на очи, со веди, убав, се врати, значи комплет. А овој вториот што треба да се врати гастербајтер, ми јавија дека е на пат кај да ќе стигне. Ама ќе поминел, викаат, од Црна Гора и успут на еден трошок да му ја донесе и дипломата на таче. Почнувајќи од зоќе и таче. Со најшвалерските имиња за премиери сите во СДСМ изгледа се бават само со шатра и со превара, за разлика од Дој се бават само со тендери. Академска работа, многу чиста, многу интелектуална. Па така, нема линеарно растење за платите за образование, за јавна администрација, за сите други, иако законот е многу јасен. Ама таче, итрес! Прво ја донесе неделата за неработен ден, која повторно нели се однесува за овие првите, па потоа демек им дигна плата на 18.000. Знае дека во септември Deep Space му наложил да има предвремени избори. Па сега ќе лови на маката на луѓето. Знаете, кој одмара во недела, оној што е богат, па ни тој. Оние што немаат, што се задолжени повеќе од 65% од бруто домашниот производ, оние кои што се дават во корупција, работат секој ден за да излезат од тешката економска ситуација. Ама тука е таче со финтите на зоќе. Да го превесла народот, слалом, велеслалом, Ингемар Стенмарк, Бојан Крижај. Како што го превесла досега 100 пати, исто како пред 2 години, кога пак ги нашалта изборите. Како што го превеслуваат секој ден народот со лабораториите, со лечењето, со ковидот, со демек помошта за стопанството, со тендерите, со купувањето пратеници, со вакцините, со буквално се. Платата од 18.000 е добра само ако сите плати се подигнат линеарно. Во спротивно е само маркетиншки, политички трик на тачо кој го третира народот како глупа аморфна маса. Па редно беше и тоа некој да го каже. Сега ќе имате отпуштање од работа и цени до плафон. До плафон бе цени. И скуп есајк за во влада. И лешници и бадеми. И зреено говецко. Нека лапаат во владата чорбиче за 50 денара. Бифтек за 180 денара. Се тресе во ладна вода. Ај, море, иш.